Судиите во Македонија на чуден начин одредуваат висина на затворска казна, а пресудите им се апсурдни и контрадикторни, коментира дел од правната фила по скандалозната одлука на Скопска апелација, која му скрати 10 години затвор на Ангелчо Николов, што ја прегази 11 годишната Магдалена во Велес. Во образложението на пресудата стои дека Николов не е женет, изразил каење и ветил дека нема да го повтори делото, но адвокатот на семејството на Магдалена е зачуден од довербата на судот, бидејќи на обвинетиот веќе 2 пати му било одземена возачката. Најспорниот дел е што апелациониот суд прифаќа дека го прифаќа како леснителна околност неговото ветување дека нема да стори во иднина вакво кривично дело, што е што многу малку значи прво за семејството, а второ е спротивно на изведените материјални докази, затоа што во текот на постапката се изведоа докази, односно обвинителството понуди докази дека на два пати претходно и во моментот на незгодата бил под забрана за управување на моторно возило. Ова не е прв пат судиите во Македонија да ја шокираат јавноста со нивните апсурдни одлуки. Се уште се свежи сеќавањата за пчеларот Лазар Грозданов од Охрид, кој треба да му плати 15.000 евра уштета на Васко Паскали, поранешниот секретар на СДСМ, бидејќи неговите пчели го искасале секретарот. Јавноста негодуваше за висината на штетата со оглед на тоа што за скршеници и сообраќајни несреќи судиите не досудуваат такви суми. Судиите од Охрид не застануваат да ја брануваат јавноста. Охриѓенец падна во шахта, па наместо да земе оштета, тој треба да му плати на јавното предпријатие Нискоградба, кое ја оставило шахтата отворена. Станува збор за неверојатни 200.000 денари, бидејќи негова задача било да гледа каде оди. Пред неколку години Велешкиот суд досуди 3 години затвор за кражба на кебапи, со образложение дека обвинетиот крадел и претходно. Друга судика во Скопскиот кривичен суд ја испрати компанијата Реплек во затвор. Низата пресуди кои оставаат без зборови е голема, незалудно, само 1% од граѓаните има доверба во судскиот систем и во обвинителството. Ова го покажува најновата анкета на ИРИ, спроведена во мај годинава на 1204 испитаници.